имаме гости и од Велешкиот театар, поточно зборуваме за нешто што тие го организираат и ќе го најават во склоп на нашата утриска. Му велиме добро дојде на Жарко Спасовски, еден од организаторите на фестивалот за комедија посветен на Петре Прличко. Зборувавме ние и во утриска, веднаш што ми ја слушнавме најавата и веројатно и во Велес, а и генерално во Македонија, оние кои што ќе имаат можност да го посетат фестивалот, со радост ја примија ова информација. Конечно се враќаме во нормала, може да кажеме, па и кога имаме вакви слични манифестации каде што можеме да уживаме ете во убави театарски представи, е дополнително позитивно прифатено од сите. Добре ни дојде. Жарко, како е? Добро е, најдо, супер. Ако беше по пат? Одлично, супер, не ме фатија гужвите, што е позитивно. Да, тоа ти напомнав. Во Скопје генерално во текот на целиот ден, плюс најавени некои посети, нели, дипломатски и така натаму, така што денеска ќе те фатат гужви. Дали на доаѓање или на одење? За доаѓање битно стасов навреме, се е. Тоа е најбитно. Добро, Жарко, со гордост веројатно можете да најавите од Велешкиот театар дека конечно ќе можете да го организирате овој фестивал посветен за Петре Прличко. Па да, за беше ли тешко? Знам дека идејата е од поодамна, нормално, но еве сега се склопија што викаме коцките. Па некако имавме повеќе време веројатно да седнеме да размислиме што сакаме, кога сакаме да го направиме. Пандемијата имаше позитивни страни за тоа. Разговаравме што треба да смениме, да направиме и се одлучивме за еден театарски фестивал, Петре се вика, Петре, во чест на Петре Прличко. Одбравме театарски представи популарни во последниве години. Имаме 6 театарски представи, 2 детски представи плюс и ќе затвориме со стендап со Тино и Атанас. Тоа би било на 19 мај би започнале, а на 28 мај ќе завршиме. Да, како се водевте во изборот на представите? Па одевме во сите театри, си ги гледавме сите представи. Така? Да, јас и Ненад Витанов заедно. По сите театри одевме, се дружевме со колегите, разговаравме, ни предложува, одевме, гледавме и на крај седнавме си направивме еден список кои можат, кои се подготвени да дојдат, некои имаат ангажмани во тој период, нели, кога ни е фестивалот, и направивме, сигурен сум дека направивме одличен избор, верувам дека публиката ќе ужива максимално. Веќе со вчерашниот прес веќе имаме гужва на билетара, што е позитивно, што е одлично. Така, ајде кога ги спомна билетите, да, по цена од 200 денари веќе се продаваат, мора и да се резервира, нели, местата ограничени, освен за детските представи. Детските представи се бесплатни, со тоа што само треба да дојдат да си подигнат билети и нормално затварањето ќе биде во амфитеатарот на отворено и тоа е нормално бесплатно. Со Тино и Атанас. Така, на билетара се билетите? Да, секој што сака може да си ги подигне и да ужива во програмата. Да, или да си резервира оние кои што не се од Велес, нели, да се јават и да си резервираат, навистина ќе биде убаво. Тоа може и на Facebook страната на Петре, имаме и веб сајт имаме, секој може да си ја проследи програмата, што сака, за која представа сака може да не контактира, да му резервираме карти. Ако ми дозволиш ќе кажам и програмата. Да, секако да работа. На отварањето на 19 мај ни беше планирана слуга на двајца господари од театар Джинот Велес, но поради пандемијата што спомнавме, короната, имаме мала измена. Една од колешките ни е позитивна, па така да ја сменивме представата со синиот. На крај, добро. Да, тоа се случува. Со синиот портокал ќе бидеме на отварањето. Да најавам на самото отварање имаме голема чест и привилегија да доделиме наградата Петре Прличко, животно дело. Оваа година му се доделува на еден од најдобрите актери во Македонија, најдобрите шоумени, автор, писател, ќе треба да зборувам 2 сата за да го најавам, да кажам Игор Џамбазов, да. На отварањето ќе му доделиме наградата, ќе имаме можност да се дружиме и со него и во негова чест ќе се одигра представата. Тоа е за на 19 мај. На 20 мај ни гостуваат од Драмски театар Скопје, странци. Одлична представа, кој не ја погледнал да дојде да си ја види, затоа што веќе имаат над 50 изведби, тоа самото кажува за каква представа станува збор. На 21 мај продолжуваме со театар Прилеп, представа со грешки. Да, инспекторе, представа со грешки. Во режија на Синиша Евтимов. Бевме во Прилеп, се забавувавме, одлична комедија. Одамна немав гледано таква представа, претходно имав гледано некои на YouTube, некои такви сечоци, претпоставам. И не, и процеси, такви идеи за представа со грешки. Целата представа им е се случува, паѓа сценографија, ама играат, ја играат кога и се случи. Тоа е многу интересна како спонтано, а? Да, како се случува, се паѓа, се руши, ама они играат. Интересно е многу за да се гледа.
Потоа имаме пауза поради недела, неработен ден и се поврзува со 24 мај, па продолжуваме 25 мај. 25 мај ни доаѓа театар комедија Вардарски пастови. Не верувам некој да не ја гледал, ама Да, може има и такви. Ајде, зашто не реприза? секако. Одлична хит представа. Имам и јас гледано повеќе пати и разговаравме и одлучивме нормално да дојде, бидејќи ги бараме најинтересните, најдобрите представи. Тие ќе ни бидат во среда на 25 мај. 26 мај ни гостуваат од театар Штип, пасивно пушење. Одлична комедија за човек што тргнува да патува со најискрени, најчестни намери, а му се случуваат многу големи патишествија најродно. 27 мај не се клади на енглези, Сашко Коцев. И за таа представа зборувана, не треба многу да зборувам. Со тоа што на 28 мај, како што напоменав, во амфитеатар во Младински парк имаме стендап со Тино и Атанас. Нив нема потреба многу да ги најавам. Многу добро познати на македонската јавност. Со нив ќе уживаме еден час и со тоа би ја затвориле програмата за оваа година. Да, па се надевам, ако не, ќе се префрлиме во театар, секогаш постои таа опција. Со тоа што се потрудивме да направиме, бидејќи секогаш мислиме и на децата, направивме дополнителна програма од 2 представи, кои не ни беа планирани, ама во склоп на организација одлучивме дека можеме да си ги дозволиме. Тие се бесплатни и ќе бидат во театарот или на отворено? Во театарот. Добро. Поради сакавме на отворено да бидат, за да биде да можат и 2000-3000 дечиња да си дојдат, но имаме на пример на 26 мај ни гостуваат од театар Штип, имаат потреба од светлосни ефекти. 28 мај ни гостуваат театар за деца и младинци, супер бајкастично. Исто, имаат велосипед кој со помош на светла изгледа на сцената како да лета. Тоа не би го доловиле на отворено, нели? Секогаш има потреба од рефлектори, од такви работи, затоа одлучивме да си бидат тие во театарот. За доброто на дечињата. Да, и за да доживеат како што треба. Така е. Смислата на представата, нормално. После секоја представа, исто да напоменам, организиравме бендови диџеи. После завршувањето на представата во Младински парк ќе си продолжува дружбата од фестивалот, со тоа што секоја вечер ќе имаме различни изведувачи. Браво, подпиши, таму доаѓаме. Да заокружувам. Дефинитивно. Секоја чест за оваа идеја, за оваа организација, веројатно со традиција, ќе прерасне во традиција, така ли? Знаете како имаме за прв пат, имаме едно ново роденче, да го наречам, кое се надевам понатаму ќе си го чуваме, ќе си го негуваме да прооди, да застане на здрави нозе, со тоа што за 10-20 години да биде толку гласен што цел Балкан ќе го разбере овој фестивал. Значи може да се размислува да се развива интернационално, да речеме. Имавме идеја, пробавме оваа година, но средствата сепак е прва година, не ни дозволи, инаку контактиравме со Бранислав Лечич, со Андрија Милошевиќ, значи веќе сме во контакт со нив. Со тоа што оваа година да поминеме добро, разговаравме до година, се надевам дека ќе успееме да ни бидат гости на фестивалот. Со тоа што барем 2 сакаме до година да имаме интернационално. И ова ви е убав залет за настаните, случувањата, манифестациите кои што богами цело лето во Велес ќе бидат секојдневие завелешани, сите оние кои што ќе дојдат во вашиот град. Па да, ајде да наброиме нешто. Па еве, ако ми дозволиш. Секако. По завршувањето на театарскиот фестивал, некако Велес се раздвижи многу, со многу идеи, со многу настани, многу млади лица се појавија што имаат идеи кои се поддржани, што од општината, што инаку да напоменам, општината ни е главен покровител за театарскиот фестивал, што од добри луѓе, добри бизнисмени поддржа и пронајдува многу убави работи во овие настани. После завршувањето на театарскиот фестивал завршува на 28 мај, се продолжува на 2 јуни со Олимписки игри Атлантис. Спортски игри, велешки. Спортски игри, да, во големиот парк, градскиот парк во Велес ќе се одржат. Ќе имаме 4 дена мал фудбал, одбојка на песок, тенис и баскет. Ќе бидат во 4 дена, ќе се организираат, се вложува и таму многу труд да изгледа перфектно, значи дечките од Евентив го организираат, да ги поздравиме и нив. Поздрав секако. Да имаат идеја
да биде, например, за фудбал конкретно, да се изигра во 4 групи, само првиот да помине, одма финалните надпревари се играат и имаат одлични награди за учесниците. Да, вкупен фонд, колку што слушнав, 400.000 денари за оние кои што ќе се надпреваруваат, што не е малку и навистина убаво, а можат да се пријават сите оние кои што нели го сакаат спортот и можат да се надпреваруваат во овие спортови кои што ги Па споменавме. мислам горе-доле секој некаде ќе се пронајде, Да. кој во одбојка, кој во баскет, кој во фудбал, кој во тенис. Веќе на големо се најави настанот, веќе има многу пријавени, конкретно за фудбалот можем да напоменам исто дека 16 е дозволено, веќе имаме 11 екипи. Во тенисот веќе има над 20 луѓе пријавено, во баскетот исто. Значи веќе се слушна за многу краток период. Сите што го сакаат спортот, но и да уживаат во сите оние пропратни работи кои што ќе бидат организирани, се разбира од 2 до 5 јуни. Остави простор пак да ве викнам пред манифестацијата, Само да го детално најавиме, за овие спортски игри. Да најавам понатаму што ни следи. Понатаму ни следат рацинови средби, значи тоа е веќе многу долгогодишна традиционално. манифестација, да, која би започнала на 9 јуни, со тоа што ќе има на 9 јуни ќе ги испратиме луѓе што ќе трчаат 170 км до Лопушник. Потоа ќе продолжи со на 9 искачување планинари на Лопушник, на 9 јуни ќе имаме и трчај за рацин во Велес, значи ќе имаме маратон во Велес што ќе трчаат за рацин, со тоа што вечерта би завршило со стендап во Амфи со Бојан Велески и манифестацијата би завршила на 14 и 15 јуни, тие би биле двата главни настани на 14 и 15 јуни. Летото ќе дојдат жештините веќе, ќе се префрлиме дури од септември со джез фестивалот. Бидете во теки со тоа, ќе бидат одлични настани. Така, фолклорен фестивал, античка драма, стоби, така натаму, многу настани, но со ред да не ги збуниме нашите гледачи. Има простор и има простор, Повторно да се дојде. повторно да дојдете и да ги потсетиме и нормално да ги најавиме кога ќе доаѓа секој термин. Сега за сега, она што денеска ни беше целта, се разбира да зборуваме за Петре, театарскиот фестивал кој што стартува од утре во Велес, посветен на Петре Прличко. Ти благодарам за гостувањето и ќе чекам пак наскоро со некој од овие другиве настани. На толку настани верувам дека често ќе се дружиме. Така е, ајде се убаво да помине и нека ве послужи и време и се нели што се несува до организацијата.